Почитувани, власта на ВМРО-ДПМН во изминатите 8 години потроши повеќе од 15 милиарди евра државен буџет и повеќе од 200 милиони евра општински пари, а Битола и понатаму е оставена на маргините. Битола е помеѓу првите градови во полнење на државната каса, но не за споменици жални врби, за дебели хонорари на уметниците, туку за изградба на автопат и патни правци, кои и тоа како ќе ги намалат транспортните трошоци на фирмите и на граѓаните. Од Скопје до Битола со автомобил се доаѓа за 2 часа, по пат кој е многу опасен по безбедноста на патниците. Но гостинот Антонио Милошевски, овој пат го врви само за време на избори, кога доаѓа да бери гласови за ВМРО-ДПМН. Останатото време удобно си го врви во главниот град Скопје, патува од станот до парламентот, каде што тој и неговите сопартици пратеници од Битола гласаат против сите предложени амандмани за подобрување на животот на битолчар. СДСМ во изборната програма во делот на капитални проекти во патната инфраструктура предвидува проекти со цел да се подобрат условите за патно поврзување. Изградба на автопат Велес-Прилеп-Битола, проширување на патот Битола граничен премин Меджитлија, кој би имал 4 коловозни ленти, реконструкција на магистралните патни правци Битола-Ресен Охрид и Битола-Демир-Кичево. Проект Македонија без кал, патно поврзување и нормален живот во руралните средини. Македонија Мегалополис, патно поврзување помеѓу најголемите градски центри во државата, патување за не повеќе од 90 минути. Реконструкција и изградба на патните сообраќајници на влезовите во Битола. Граѓаните во Битола и останатите градови во регионот ова го бараат и го заслужуваат. Затоа, за нас ова се приоритети и ние земаме обврска дека истите ќе бидат реализирани во мандатот на идната нова влада на СДСМ и коалицијата, предводена од Зоран Заев. Ги повикуваме граѓаните на 27 април да ни дадат поддршка за промени, за нов почеток на Битола.